Месните заедници да добија статус на правно лице и директно да учествуваат во креирањето на локалните политики на една општина. Тие постојат, но не се функционални и не представуваат генератор на потребите на едно населено место. Затоа е потребна законска измена. Ова се наодите од истражувањето до кој дојде Институтот Импакт во општините во Југоистокот, од каде што тврдат дека гласот на граѓаните од поодалечените места тешко стасува до општинските власти. Особено во оние населени места кои не се толку блиску до општината и не можат туку така да пристапат до општината, таму мислам дека е клучно. Затоа што проблемите тие најдиректно знаат кои се и најдиректно знаат како треба да се адресираат, како треба да се решат тие проблеми. Граѓаните од месните заедници најдобро ги знаат проблемите, но и можните решенија, тврди Ѓорги Манушев од Босилово, кој смета дека ако има месна самоуправа, поголемо ќе биде учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики. Сметам дека дојдено е времето, значи статусот на месна заедница да се врати назад, кој што ќе биде основен предуслов за активирање на граѓаните од местните и руралните заедници во креирањето политики на локално ниво. Тоа е неминовно што треба да се направи. Зоран Ѓоргиев од Конче смета дека местните заедници се важни, но треба да се внимава да не бидат паралелни институции со статусот на правно лице. Местни заедници треба да бидат правни лица со одбор на местни заедници, председател и со своја сметка. Но исто треба да одговарат како местни заедници пред тој што ги финансира, значи општината или државата, да спроведат одредени процедури и правила на ниво на населено место, но со одредени надежности. Праксата покажува дека местните заедници не функционираат, ниту пак избраните лица по партиска линија реално не ги презентираат потребите на едно одредено населено место за да бидат решени од општинските власти.